Добро вечер во најновото издание на Лица за денес 21 јануари. Во потрага по лица и ликови кои што имаат своја приказна и имаат што да кажат и што да раскажат, денешниот мој избор е на девојка која што многу добро е позната на македонската јавност. Таа своите подвизи знае да ги покаже, ние знаеме да и честитаме, но незината приказна е многу повеќе од едно, да го наречам, обично искачување на планина или освојување на планински врв, за кој таа ќе рече дека не ги освојува, туку едноставно ги посетува и може да се пофали со тоа дека се наоѓа на врвот на некоја планина. Илина Арсова се занимава со алпинизам или со планинарење, за кое што се вели дека е уметност, но уметност на страдањето. Што се случува со човек кога во една таква уметност ќе најде толку големо задоволство, од кое очигледно не мисли ни да се откажува. Добро вечер за Илина. Добро вечер. Добре дојде. Ви благодарам на поканата, уште еднаш. Така, за кратко време повторно си во нашето студио. Јас ќе бидам искрена пред целата јавност, како што бев и пред тебе, на прашањето зошто ти, иако пред 2 недели откако беше обелоденето дека го освои 6-тиот најголем врв во низата и ти останува уште еден за да бидеш единствената македонка и жена од Балканот која ги освоила 7-те најголеми врвови, јас реков дека во првата прилика имав 15 на минути можност да разговарам со тебе, а кога ќе почувствуваш дека во некого има многу повеќе од 15 минути, реков да, се уште е свежа приказната и можеме да ја продолжиме додека е свежа. Така, моите пријатели ќе помислат дека или ќе се вработам во телевизијава или ќе се кандидирам за некој политички кандидат. Добро, и двете работи нема да ги исклучиме, нека се прашуваат останатите. Илина, рековме, Пунџак Џаја беше 6-тиот во низата врвови, останува уште еден да се освои. Ти си единствената македонка која што ги има 6 врвови освоено. И јас во предходниот разговор реков, некој кога ќе ги освои сите врвови, што може понатаму да си посака. Па еве така да почнеме. Па добро, настрана од таа листа има и многу други листи на желби и предизвици. Најчесто моите желби и предизвици се сконцентрирани токму таму во планините, само што не се само на тие 7 врвови, него и малку подалеку, пошироко. Например, од планинарски аспект, искачувањето на 7-те врвови во светот не е ништо ново. Еве, сепак па и не е толку голема работа за сега, бидејќи од 85-та година наваму, како што е зададен тој еден, да кажеме, екстремно планинарски високогорски предизвик, има само 216 луѓе кои што тоа го постигнале, од кои што само 70 се жени. Сега, во нашава земја, јас би била првата, но сепак како што и во многу работи сме далеко од нивото, во споредба со другите земји, така и во планинарењето и во алпинизмот. Така што, според моите критериуми, највисоките спортски предизвици во планинарењето не се сконцентрирани токму на оваа мисија. Мојата, да речеме, кога би прашале која е мојата, како се вика, ultimate предизвик, најголемиот предизвик што би можела да го посакам и да се залагам да го остварам во животов, би било да искачам уште еден 8.000-арник без кислород и по можност да се спуштам со скии по него. И тоа би било еден вистински во светски ранг резултат во високогорството, планинарење, алпинизам и екстремно скијање. Но сепак да речеме едно по едно дека би можеле да одиме, значи ова е една мисија која што долго време ја целам и гледам да ја истерам до крајот, веќе кога сум пред самиот крај, се надевам дека и ќе ја завршам, но во меѓувреме не значи пак дека нема и други врвчиња што туку така ќе се појават од некаде, како што беа, да речеме, 2-та 6.000-арници минатата година во Перу, кои што едноставно можев... Се случија. Можев да ги реализирам, бидејќи на некои делови од земјината топка планинарењето се уште не е толку комерцијално како што е во Непал и каде што чини цело богатство да се искачат планини на 6.000 метри.
Во Перу, например, мене тоа искачување не ме кошташе ништо. Јас со јавен превоз стигнав до подножието на планината и сама се искачував на врвот, не изнајмив ниту водич, ниту агенција и тоа качување не беше нешто посебно скапо, можев да си го дозволам. Ако ќе можам јас да си го дозволам во рамки на сопствениот буџет, тогаш ми се олеснува целата работа, затоа што најголемиот предизвик во целава оваа мисија пред се е финансиски да се излезе на крај, за да може однапред да знам јас да не сум во неизвестност како и секој пат до последен момент дека ќе се приклучам или нема да се приклучам. Тоа се многу прашања тука сега отвори од тоа кој е ризикот да тргнеш сам без водич кон некој врв, не го познаваш доволно теренот. Веројатно затоа постојат водичи, нели, за да те качат полесно до врвот и како и начинот на кој што ги обезбедуваш средствата за сите овие патувања, навистина ги има многу. Но за да одиме со некаков ред, јас ќе се вратам или на Арсова во Скопје, средношколка, запишува факултет за ликовна уметност и некаде веројатно во главата заклучува дека ќе се занимава со уметност. Но тоа не е се и не завршува така, очигледно. Да, јас од секогаш ја сакав уметноста и тука, да речеме, моите родители, покрај тоа што знаат дека тоа е некаде тешка професија, сепак не ми стоја на патот да не се одлучам. Кога бев во средна школа и размислував да се запишам во средно уметничка, тие сепак ми рекаа можеби уште не си сигурна, пак одиш во гимназија ќе ти се отворат пошироки видици и ете, јас ги послушав. Отидов во гимназија, учев средно во Јосип Broz и научив јазици, ги научив основите на латинскиот јазик, кој што понатаму пак ми го отвара патот во светот, затоа што побрзо можев да ги изучувам другите јазици. И така натаму, но сепак желбата за уметност остана. Кога дојде ред да се запишувам на факултет, сепак останав доследна да се запишам на ликовна академија. И навистина, мислам, од сите спортови се бавам со најнедоходовниот и од сите уметности се бавам со најнедоходовната, за разлика од пејачите или глумците што ќе излезат на сцена, ние сепак треба да го створиме делото, да му најдеме купец, да го продадеме, да ја постигнеме цената, па тек тогаш да го новчиме. Како и да е, јас сум срекнат со својот избор, да се бавам со уметност и почнав уште тогаш некако да промовирам еден спој помеѓу спортот и уметноста, што кај нас не беше случај. Значи, моите пријатели спортисти беа само спортисти, со нив може да се разговара само за спорт и се тотално стрейт, а другите, од друга страна, уметниците, како што си знаеме, нели си имаат вакви такви репутации, кои што може да се граничат со некој боемски живот и така натаму. Но кога ќе успеат... Поретко споено со спорт, тоа. Поретко споено со спорт, повеќе поврзано со уметност и со некое уживање. Но сепак кога ќе се направи спој помеѓу тие две работи, тоа е еден прекрасен спој, во кој што јас навистина потполно уживам и пробам. Како го спои планирањето со... Значи и уметноста и спортот ги влечам од своето рано детство. Значи уште како дете сум се занимавала со спорт. Моите благодарение сепак на моите родители. Сум одела, сум тренирала карате, сум стигнала до некој висок, до кафеав појас во каратето, сум одела на такмичење, па тренирав пливање, па така натаму, па одев на извидници. Благодарение на извидниците ја засакав планината, исто така и благодарение на моите родители кои што не пораснале буквално во пазувите на водно. Но и со уметност, едноставно од мала сите мои тетрадки беа исцртани по маргините со портрети од учителките, од наставниците, од моите соученици и така натаму со секакви цртежи, така што некако паралелно си ги влечев со себе. Кога имав 14 години почнав, тогаш веќе можеби открив дека ите екстремните спортови се тие кои што ме интересираат. И имаше еден период во пубертетот, тогаш на почетокот на факултетот, кога повеќе бев наклонета кон уметноста и повеќе почнав да се промовирам како уметник во Македонија, повеќе ме знаеа како ликовен уметник, бидејќи често изложував, имав редовно изложби и така натаму. За подоцна да сватам дека за мене, значи, уметноста и спортот се тотално во една неразделна врска, особено планинарењето, затоа што јас како ликовен уметник се ранам од тој пейзаж кој што го гледам, во кој што потполно уживам додека сум таму горе во планина. Тоа значи дека твоите слики се најчесто такви? Поврзани се и на некој начин го доловуваат тој планински пейзаж, дали повеќе фигуративно или повеќе апстрактно, зависно од мојата емотивна состојба или како што се чувствувам, но често се тие поврзани. Вие многу убаво кажавте дека планинарењето е уметност на
на страдање. Јас тоа многу убаво ги доживеав тие ваши зборови, бидејќи потполно го чувствувам тоа. Значи, јас кога сум осамена и кога ми е ладно и кога се плашам, сум во планина сама, сред никаде, каде што ме демнат опасности, се раѓа пак уметникот во мене кој што потполно ужива во тоа страдање. И сето тоа страдање го претвара во една креативност. И тогаш ги пишувам најубавите редови, ги исцртувам најубавите скици, кои што кога се вратам дома прераснуваат во слики, масло на платно. И така на тој начин ги овековечувам сите мои патешествија по планините досега. Водам еден така наречен визуелен дневник. Имаш фотографско памтење? Да, дефинитивно. Може би не толку за луѓе, колку што за планини и за обкружување, но дефинитивно. 2006-та, јас повторно ќе се вратам, иако велиме дека далеко од тоа дека освојувањето на 7-те врвови тебе ти одбележува целата кариера, но откако ќе го освоиш и 7-миот, знам дека тоа ќе биде важен елемент во CV-то на Илина Арзова, нели, како жена која што ги освоила 7-те врвови, но ако 2006-та се случува првиот и така, да речам, македонската јавност ја запознава Илина за прв пат, значи сега од тогаш има поминато повеќе од 10 години. 2006-та тој предизвик пред тебе на твои 20 години? Да, 20 нешто. Беше лесна одлука и чекор или нешто што те колебаше известно време? Не, никој пат не сум се колебала, секој пат со полна волја, ентузијазам сум се впуштала во тие авантури но 2006 година се искачевме на Мон Блан, кој што е највисок врв на Западна Европа, но не е и дел од Seven Summits, од листата на Seven Summit. Но сепак тоа беше за мене еден клучен момент кога и мојата прва средба со високите планини, значи високи планини на 4000 метри, каде што имаме планини со глацијален карактер, со постојан снег и така натаму. Тоа беше една убава екипа, како што кажав и тогаш, како дел од Црвениот крст, и не беше воопшто лесно. Не беше воопшто лесно, но знаев дека може да биде полесно доколку повеќе се тренира. Значи, висината убаво ја чувствував. Кои беа работите кои прв пат ги почувствува на толку голема висина, за кои можеби не беше подготвена? Што те изненади на првото искачување? Па добро, доста тешки ранци носевме, тоа е многу голема тежина. Јас немав соодветна опрема, одев со изнајмени чевли кои што ме стегаа, ми беа еден број помали. Долго е сето тоа, сепак трае неколку дена последователно искачување, за кое што ние немаме тука тренинг. Нашите планини најчесто ги искачуваме во еден ден и се враќаме. Ретко кога одиме на неколку дневно искачување, бидејќи нели ги немаме тие висини. Може да се прави таков тренинг на Шар планина, например, или во другите планини, но сепак и самата висина овдека си го налага тоа. И тоа беа некои работи, по тоа дехидратацијата, да речеме, не бев навикната дека ти треба да се полниш со вода 4 до 5 литри за да ја надминеш висината, односно за да ја задоволиш потребата за климатизација. Нашите органи не работат исто кога се доли, кога се на висина. Мораме да внесуваме многу поголема количина на течности и нема таму кој да не контролира. Самите себе мора да си кажеме, чекај да си бројам колку сум испила денеска и уште колку треба да испијам, затоа што знам дека тоа ми е клучно. Има едно правило на планина кое што се вика водата е побитна од храна, храната е побитна од спиење. Бидејќи без сон неколку дена никој не е умрел, да речеме. Од храна исто така без неколку дена не е толку страшно, но без вода може фатално да биде веќе следниот ден. Така што имаше некои предизвици со кои што за прв пат се сретнавме, но може да замислите, значи ние тогаш пушевме цигари на 3800 метри. Ние во шаторот внатре се доаѓаа луѓе покрај нас се крстеа, се кажат, вие дали сте нормални. Значи за нас беше тоа авантура. За нас беше тоа авантура, за некој од нас таму застана таа авантура, се искачија на врвот и тоа беше за нив едно доживување со кое што ќе си го носат како едно убаво доживување, нели, со себе ни животот, а за мене тоа беше као отварање на еден прозорец, на една врата кон нови видиси и знаев дека од тогаш натаму сакам да се занимавам со тоа повеќе, зашто јас сум таму среќна, јас го сакам тоа обкружување. И сега само да кажам, значи за првиот од 7-те врвови, всушност,
би бил Аконкагва во Јужна Америка во 2010 година, кога се искачев затоа што тоа беше највисокиот врв на тој континент, а јас сакав многу да го посетам тој континент и подсвесно и сакав и да се искачам на врвот, но некако тогаш не можев да знам или пак да посакам, не можев ниту да посакам дека еден ден ќе ги имам сите 7 врвови, затоа што од искачување на Аконкагва до искачување на Еверест има многу голема разлика. Технички, физички, логистички, секако. Сепак, кога го искачив тој врв и кога искачив други врвови од 6000 метри во тие неколку години, во 2011-2012 година, точно клучниот момент беше во 2011 година кога го искачив и врвот Ама Даблам, што не беше на оваа листа, но сепак беше еден од најтешките врвови што сум го искачила, со кој што може да се пофалам. Оттаму имав директна комуникација визуелна со Монт Еверест, кој што го видов баш преку пута, да имам со целта визуелна комуникација и тогаш да си кажам дека да, јас ова следно можам да го направам. Значи тоа оди толку постепено, тоа што било сон и што било една невозможна мисија, како еден сон на едно мало дете, до моментот да знам дека јас тоа можам да го направам и да знам дека јас тоа сигурно ќе го направам еден ден. Не знам точно кога, ама знаев дека еден ден јас тоа ќе го направам. Како што сега знам дека еден ден јас ќе ги завршам 7 Савенц и најверојатно ќе исполнам и таа моја ултимейт желба да се качам без кислород на еден 8.000-дарник во животот. Само кога ќе биде, не знам. И тоа е многу битно. Човек да знае, да си ги приоритизира тие своји цели, тие своји соништа и да знае, да не се откажува, без разлика дали ќе биде тоа утре или после 10 години. Затоа што чувството на тотална исполнета си среќа е таа што доаѓа како награда после тоа и тоа е неспоредливо, тоа е прекрасно. За овој спорт се многу важни волјата и издржливоста. Двете се, би рекла, не можат да се исклучат една со друга, и волјата и издржливоста. Тука да, може да се спомене потоа и храброста, но волјата и издржливоста се клучни. Кога ќе се погледнеш себе си во 2006, кога Мон Блан било мало дете, да речеме, во однос на останативе сега, колку таа доза на волја и издржливост кај Илина се промениле? Вака сега да кажам дека последен пат бев на Мон Блан токму минатата година. Секој пат, значи кон таа планина ова ми беше трети или четврти плат на врвот на Мон Блан. И секој пат ќе пристапувам кон таа планина со огромна почит и страф од почит, затоа што тоа е денеска останува една опасна планина. И да, сум го искачила и во еден ден, тоа ми било подготовка за друга планина и сега го искачував со други луѓе, чисто водич бев јас. Во сите тие наврати имам различна средба со истата планина, но емоциите... Со должна почит. Да, секој пат е подеднакво. Волјата, многу е тешко човек кога треба сам себе да се мотивира. Ова е сепак еден по-индивидуален спорт и покрај тоа што сами не можеме ништо. Знаеме дека позади нас некаде има некој тим кој што на некој начин нас не поддржува. Морално, финансиски, секако, сами не можеме никаде, што значи сепак е индивидуален спорт, но не сме во рингот со други 20 луѓе и немаме публика на цел стадион што не бодри. И тоа е тешкиот момент во овој спорт, кога треба сам себе човекот да се мотивира. Ти немаш пред кого да бараш изговор, ти таму горе во планина си, дури има одредени планини кои што сум ги искачувала во приватна режија, ниту пак треба да одговарам пред некого за некои спонзори, ниту ништо. Немам јас после на кого да се правдам и се качев или не се качев. Самиот пред себе. Си кажуваш, чекај, доста е. Не е доста. Ајде да одам до онаму, ајде да стигнам уште малце погоре. Значи има тактики со кои што ние си го вежбаме мозокот. Јас сум си ја научила по пат на искуство таа тактика и се вика расцепукување на целта на помали делчиња за да имаме повторно една визуелна цел пред нас. Бидејќи за време на искачување на Монт Еверест, извини сега ти бегам може од тема на тема, но ќе стигнам до главното. Значи да речеме за искачување на Монт Еверест, целото тоа трае 2 месеци. Ние во тие 2 месеци ниту еднашка не го гледаме врвот до нас. Цело време сме некако под него, зацкриени лево десно, не го гледаме до последниот ден, ние не го гледаме врвот. Тоа демотивира? Или не? Мене лично ми треба да знам каде одам. Ми треба да знам каде целам, сакам да видам каде целам.
И може би носиш фотографија со себе. Носам, да. Носам цели студии како оди патеката од таму до таму, секој делче зумирано направено да ги знам однапред пречките кои што ќе ме очекуваат. Ама друго е да си мафнеш вака, да си кажеш доаѓам. И да речеме во последниот ден, тоа е нешто што ми помогна тој нашиот лидер што беше на експедицијата, Тим Мојсдел, кој што ни кажа да се обидеме на тој начин да се мотивираме. Значи, од 8000 метри, на кој што е последниот камп на кој што се спие, до 8900 метри, 8850 на врвот, имаме неколку битни точки. Првата се вика Балкон и се наоѓа на 8500 метри. Тоа е буквално на работ помеѓу Тибет и Непал, едно мало плато кое што е така доста атрактивно со убави видици и се. Од таму натаму има една пречка која што се вика Хилари Степ и тоа е најголемата вертикала таму во целата планина, најголемиот технички проблем што за многумина е проблематичен за искачување. За мене беше најинтересниот затоа што сакам стрмни искачување. После тоа има едно што се вика Јужен врв, но не е вистинскиот врв, за после тоа дури да биде вистинскиот врв. И сега ти си кажуваш, ако стигнам до Балконот, ќе стигнам и до Јужниот врв. Ако стигнам до Јужниот врв, ќе стигнам и до Хилари Степ. Ако стигнам до Хилари Степ, ќе стигнам и до врвот. Тоа истото, значи метафорично го пренесувам сега, треба човек да си го има и во секојдневниот тренинг. Тоа е начинот на кој што ние можеме нашите граници да ги поместиме. Кога јас одам на тренинг и трчам и си викам сега ќе трчам до бандерата, нема да трчам до бандерата, ќе поминам бандерата уште макар 100 метри понатаму ќе истрчам. За да јас ментално ги потурнувам моите граници. На тој начин и физичките. И така функционира, значи така се работи на повеќе волја и на повеќе издржливост. Па една помага. Овој начин помага некој пат. Многу значи мотивација и од страна, која ќе можеме да добиеме од некого. Од некој што ви значи во животот, преку една SMS порака. Многу значи. Во моментите кога ви е тешко. Јас искрено имав, пред да одам на Еверест, имав неколку дена поминато во Рајчица, каде што бев малку да се смирам, да се одморам. И сестрите таму ми дозволија да ги снимам, кај што пеа на една утринска молитва и покрај тоа што ние не сме некоја побожна фамилија, едноставно тој мир таму, јас си го имав со мене на iPod. И во некои моменти кога ми беше таму тешко, значи тие таму 2 месеци, верувајте, во такви услови, без интернет, без овие тука денови работи тука што ни го одземаат вака времето без да го приметиме, таму ги нема. Таму има многу време да размислува човек на себе си и на такви работи. И по некој пат си ги пуштав тие снимки да си ги гледам, многу пријатно ми делува, или некоја омилена музика, носталгична бев за дома, Фолтин си пуштав на пример, такви некои мелодии ме мотивира, како и нормално фотографии со драги луѓе. По колку време поминува да немаш слушнато или прочитано порака или глас од некој чија поддршка ти значи? Па, сега колку не сум бројала, ама сигурно има да сум била изолирана 3-4 недели, значи месец дена, да бидам изолирана, да немам мрежа. Начин, така. Да немам мрежа на телефон. Колку овие луѓе чија поддршка ти значи, кои што во тие 3-4 недели сакали да те слушнат и да слушнат како си и до каде си, како тоа делува кај нив, како нив ги подготвуваш пред да тргнеш во предизвик на тоа дека можеби 3 недели нема да слушнете ништо за мене. Тоа најмногу ги подготвувам се навикнале со тек на времето, но не ми е лесно, предпоставувам. Кај мене, да речеме, јас можам и старите пораки да си ги прочитам и да ми делуваат убаво. А тие чекаат секој пат нешто ново. Нешто ново. Па на крајот од денот знаат и каде си тргната, каде што може се што да се случи, нели? Да, но за среќа па татко ми ги имаше научено сите можни канали од кај што доаѓаат информации, кој како на Твитер пушта по нека информација. Јас не знаев дека нашиот водич додека сме на Еверест, дека твита секој момент кај што има можност да твита. И тие веќе знаеа дека сум се качила на врвот уште пред јас да им соопштам. Јас од кога се симнавме, значи после месец и пол сме немале комуникација, можеби. Ајде месец дена сме немале комуникација.
и знаат тие отприлика како што, кога отприлика ќе треба да добијат некаква вест. Се симнувам до првата цивилизација, до првото село, тоа е уште на висина на 4800 метри, но таму го имаше првиот телефонот кај што можев да обавам интернационален повик и татко ми на телефон ми вика ај честито. Тој веќе знаеше, значи не можев ни да ги изненадам. Од една страна е добро тоа, затоа што значи биле во тека. Ја не знаев дека имало цела време. Илина, како е тоа да се лишиш од удобен живот, каков и да е удобен живот, тој што го имаш еве сега кога си во Скопје, Македонија или Охрид, каде што сега одбираш да живееш, како е кога ќе се лишиш од сите удобности што се вели за да го проживуваш тоа? Зависи што е удобно за вас. Значи, нашето тело е направено јако, направено да живее поблиску до природата, направено е да живее таму, надвор. И да цепи дрва, например, и да се замара малце, да си ги задоволи удобствата, да не му е све дадено. Јас искрено ги сожалувам новите генерации, кои што живеат во тотално удобен живот, во премногу комфорен живот, до кои што ги отапуваат своите сетила до тој степен да се граничи тоа со некакви ретардирани нови генерации, без искра во окото, без никакви идеи, без никакви желби и соништа. Ги сожалувам. Убави, здрави, прави, прекрасни млади деца, празни ги гледаш дека немаат искра во очите, ги гледаш дека немаат ништо што ги води во животот. И ние сме се радувале на еден зрак сонце, сме се радувале на пеперутка, сме се радувале кој победил во камај и во жмурки, кој си искачил повисоко на дрвото. Сме си ги јадели и последиците сме си ги носеле од тоа. Да, гордо, ама така се учи, нели, детето мора да падне за да стане. И не зборувам само за кај нас, значи зборувам во светот. Генерално, Генерално, да. Премногу удобно општество, премногу избор за све. Значи, тоа не води никаде. Вистинската среќа, јас ви кажувам каде. Значи, многу малку треба на човек да биде среќен, многу малку. И не може човек да знае кога има све. Кога немаш ништо, кога си таму, кога си сведен на основен, едноставен живот, сваќаш што ти е неопходно уствари. Многу малку се тие работи што ни се потребни. Јас затоа се восхитувам на тие цивилизациите, на старите цивилизации во Јужна Америка или пак на шерпасите во Непал. Значи, тоа се толку едноставни луѓе што многу малку имаат во животот, но многу малку им треба. Но зрачат, пријатно е да се биде покрај нивната енергија и така. Што кај нас едно дете денес на време не може никако да го задоволиш и да му предизвикаш среќа, освен ако не биде тоа материјално. Да му купиш најновиот модел на iPhone и не знам што и или на што, како стоиш со тоа што верувам дека ги имало до сега опасност или закана од планината која сакаш да ја милуваш и со целото почитување да се искачиш на неа, но претпоставувам секогаш не е така лесно. И не е дека не ти се случиле сериозно опасни ситуации. Да, навистина сериозно опасни ситуации, кои што можам да кажам сум имала среќа што сум сега овде. Но се случувале, нормално е да се случуваат. Значи, некој пат и лавина ќе се случи пред вас и таа лавина знае да дојде и блиску до кампот. Таа лавина знае да го збрише кампот со се шатори, со се све. Знаат да бидат силни ветришта што може да ги однесе тие шатори. Последно, да, ми се случи едно такво искуство во Перу, каде што го односно во Еквадор, каде што го искачував највисокиот вулкан во Еквадор и воедно најблиската точка до сонцето, 6235 метри, се вика Чимбурацо и е мерено од центарот земјата, тоа било највисока планина на земјата, бидејќи се наоѓа точно на самиот екватор. И затоа е најблиску до сонцето, на само 6000 метри. Да, е најблиску до сонцето и нормално дека јас кога го дознав тоа, морав да се искачам на врвот и тоа го направив потполно сама. Но
во еден момент, значи, бидејќи таму според го прекршив законот на државата Еквадор, која што велеше дека искачување на таа планина е возможно само со лиценциран локален водич, кој што јас го немав. Бидејќи и самата сум водич и работам како водич, но кога ги скачувам планините, од една страна ми е некако поинтимно тоа чувство кога самата го пронаоѓам патот, го откривам од каде да поминам, од друга страна и од финансиски причини, бидејќи тој водич чини треба да го платам. А јас сепак таму сум замината во приватна режија и имам ептен ограничен буџет, на тој начин јас патувам. Но сепак да, значи не очекував дека глечерот на таа планина, бидејќи таа планина е еден вулкан и вака гледано далеко се чини дека се оди само нагоре и се стига до врвот, но кога ќе се доближи човек веќе гледа дека таму има еден сериозен глечер кој што има пукнатини длабоки по стотици метри и така натаму. Така што одејќи нагоре кон врвот, потполно сама во целата планина, во еден момент некако пропаднав во една од тие пукнатини со едната нога до половина и надоле се отвори една огромна, значи, пукнатина со еден темен стар мраз кој што одеше длабоко во недоглед, за да на крајот направам моето искуство најверојатно и инстинктот и едноставно да реагира во моментот за да некако се приклештам и да излезам од таа дупка, но такви дупки имаше уште неколку по патот нагоре и истите требаше да ги поминам и по патот надоле за да се вратам назад од таа планина. Така што можам да кажам да, навистина смртно се приплашив, но од кога некако така се соочив и со тие стравови, со целото тоа обкружување таму и сепак на некој начин бев благодарна што добро заврши сето тоа. После тоа, значи, кога ќе ги надминете сите тие моменти, тогаш следува едно неизмерно чувство на среќа и... Но тоа не те поколеба дека следен пат повторно би тргнала така сама, предпоставувам, или? Да, за момент си реков, окей, веќе нема да правам така, ама знам дека тоа мое ветување нема долго да трае и дека следната прилика кога би можела да одам сама и сигурно и би отишла. Не дека тоа е избор дека морам да одам сама, но едноставно ако немам друштво не значи дека нема да тргнам сама. Поубаво е да имаш друштво нормално за да ги споделиш тие работи, па и стравот, па и среќата да ги споделиш со некого. Така, тоа што малкумина го знаете дека Илина се занимава со навистина многу професии. Имаш и 2 факултета, магистратура, што нема баш многу врска со уметност и планинарење, нели јазици, бизнис и меѓународна трговија. Значи така, од се некако од многу дрва плодови сакаш да береш. Во земји кои што си ги посетила, вериш се повеќе од 50-тина, стои дека си работела и во Африка, и во Турција, и во Малезија, и во Шведска. Што се работеше по овие земји? Секој пат на црно. Се шалам, не. Некој пат, мислам, најчесно тоа биле ангажмани, дали поврзани со мојата професија, што е ликовната уметност, пред се, значи, ако треба некако да ги селектирам сите тие професии или подпрофесии. Значи, секој пат тие патувања биле поврзани или со некаков професионален ликовен ангажман, или пак поврзани со тоа што долго години го работам, тоа е туризмот, као екзистенцијално. Можам да кажам дека преку магистратурата што сум ја учела и покрај тоа што е бизнис и меѓународна трговија и јазици, некако јас туризмот го најдов како врска, да можам да го работам тоа што го сакам, па и уметноста да ми е блиска, бидејќи сепак историја на уметност и тие работи ме поврзуваат со културните споменици, културното наследство. И да патуваш малце. Но и да патувам, и да бидам да работам со луѓе што го сакам, но и спортот да го имам вклучено, особено планините, затоа што се почесто ме ангажираат да водам планински тури. Така што тие патувања биле најчесто поврзани или со туризам, или со уметност, или со некаква професионална дообука на моето образование. Но често сум, мислам, не често, но неколку пати сум тргнала и на патување со карта во еден правец и сум рекла одам да го истражувам светот, со тоа што работа сум наоѓала на лице место. Например, во 2008 година тргнавме во Азија со
мојот пријател и тргнавме со карта во еден правец. Собравме пари колку да ја купиме картата и тргнавме таму да се снаоѓаме. На крајот, кога човек, верувам, нели има и на поговорка дека храбрите, како беше? Среќата ги пази или нешто така. Ги следи. Ги следи. Едноставно треба човек да го направи првиот чекор. Значи ние отидовме во Малезија. Случајно ја одбравме, ете така, по препорака од некои луѓе. Оттаму, после тоа заминавме Тајланд, Индонезија, Кина, повторно Малезија. Најдовме работа во Малезија, останавме година дена работевме во Малезија. Отидовме во Кина, не знаев ништо за Кина, ниту за јазикот, ниту за културата, за ништо воопшто, не знаев ништо за државава. Во недела дена веќе имав работа најдено, стан, храна, подмирени, работев како учител по англиски и француски јазик во едно училиште. Едноставно, сите тие, целата таа едукација што сум ја акумулирала во текот на годините, а сум сакала да учам, не сум била против тоа, мислам, не сум била некој голем забушан, да речеме, наоѓам се на начин како да искористам. Дури јазиците кои што си ги учив, честно си ја завршив 28 испити на магистратура, си ги искористив таму, и си добивав добра плата во Кина, доволна за да можам јас во меѓувреме да одам и да тренирам, да качувам, затоа што секој пат тие патувања биле поврзани со качување некаде, дали качување на карпи или качување на планини. Најчесто земјава ја бираме според тоа какви планини има. Да, најчесто, да, не, значи ретко се случило да бидам јас на плажа и да седам таму на плажа, и да не правиш дена. ништо. Так. Да. Не знаеш така да одмараш. И баш да биде она туристичко патување. Ретко во животот дури не се ни сеќавам дали постои. Помеѓу избор на претходно завршената, да речеме, дестинација или искачена планина и следната, еве кажуваме, не седиш џабе, нешто мора да се прави, но она што и самата го потенцираш е дека веројатно меѓу две искачувања секојдневието се сведува и на тоа како да се соберат средства за следното патување. И дестинациите и начинот на кој што се патува и планинирањето како спорт не се ефтини, потребни се средства, понекогаш многу поголеми за да се стигне до некаде, отколку, нели, потребните работи за самата експедиција, но Илина постојано се снаоѓа сама во тоа и успева некако. Па добро, помагаат се доста луѓе сама. Јас ја повлекувам иницијативата сама, но сама не можам да ги родам тие средства. Значи мора некој да ми помогне во сето тоа. Со тоа што не е лесно. Значи многу е тешко кога човек треба сам себе да се продава на некој начин. Значи доскоро да одиш да објаснуваш кој си, што си, зошто си. Да. И особено кога треба на некој да му објаснуваш дека одиш со цел да постигнеш некој национален резултат. Јас се обидувам навистина да го подигнам нивото на планинарење во Македонија, се обидувам да го промовирам планинарењето како спорт, за да се разграничи што е рекреација, што е спорт. Се обидувам тоа еднаш за секогаш да се категоризира во Агенцијата за млади спорт, за да ние го имаме тука како спорт. И некако јас сум цело време тоа е експериментално глувче кој што го крши мразот на некој начин, барем меѓу жени. И тука се учат некои работи, се поставуваат норми, се поставуваат стандарди, зашто сум срекна, затоа што треба од негде да се почне, треба некој да го почне тоа. И не е лесно, навистина, јас сега се занимавам, мислам, пак со активизам на различни полиња. Полесно ми е да најдам пари за некој друг, отколку за себе. Но некако па сега гледам повторно да ги искористам сите тие мои професии. Например, за Еверест, па и сега, може еве и комотно да ја најавиме, планирам изложба. Планирам изложба која што ќе биде за луѓето кои што сакаат да имаат дома парче од Илина Арсова, инспирирано од тие планини што 15 години пред ги скачувам, да си го закачат дома. И со нивното купување на тоа уметничко дело, тие ќе ја поддржат следната експедиција. Тоа е еден од начините на кои што ќе пробам да се самофинансирам. Но сепак тоа не е самофинансирање, ќе има тука еден куп луѓе вклучени кои што ќе ми помогнат, дали да го лобираат, дали маркетиншки да го испромовираат тој настан, или пак на крај крајава да ги поканат купците, зашто јас не се вртам во тие кругови, не ги познавам тие луѓе. Но не се откажуваш, ете така, условно да
продадеш дел од себе си за да Немам против, така барем ќе знам дека сум е. на чисто, дека тоа не било спонзорство, дека сум го заработила и исто така некако добро оваа година, еве можам да кажам дека после долго време некако ми се наклонети водите и од институциите што ми се матичните институции, федерацијата од која што имам поддршка и агенцијата за млади спорт кој Знам дека нема да ти се допадне следното прашање, но не можам да го прескокнам затоа што стои покрај твоето име како една реакција која што од 2014-та ти ја кажа јавно, нели, откако го освои Еверест, следната година не беше почестена со награда државна како спортист на годината или ете прва која што успеала во намерата и не издржа и својата реакција ја кажа јавно и гласно преку Facebook. Тоа беа преписки, нели? Потоа ти реши и да дигнеш рачна, што се вели, и да повлечеш, односно да ја смириш топката, но нели ти остана запаметено, не знаев дека и за Еверест е потребна книшка. Дали тој настан, таа случка генерално, толку многу ти значеше за да, не знам, имаш потреба од тоа некој така тоа да ти го честита или да ти го каже јавно со тоа што ќе ти даде награда за да те мотивира повеќе или напротив? Видете, пак ќе кажам, значи планинарењето како спорт во Македонија е многу деградирано во однос на другите спортови. Тука нема пари, значи немаме публика, немаме ние полн фудбалски стадион што гледа и што навива. Јас дури во самиот пост и тогаш, убаво се сеќавам, дека кажав, можеби и на телевизија имав излезено и кажав дека јас бев прва што го донесе планинарењето до номинација. Значи јас сум срекна што го донесов планинарењето до номинација за спортист на година. Затоа што кај нас вистина, мислам, планинарењето е широк поим. Луѓето, ниту пак вие, мислам, гледачи, новинари, не може да разграничат што значи искачување на водно, што значи искачување на планина од 3000 метри, што значи искачување на планина од 4000 метри, што значи искачување на планини над 6000 метри. Тоа се сосема различни светови. И затоа и кажав претходно, јас бев на некој начин експериментално глувче, да на мене се учи, затоа што ни немале таков случај. Јас знам дека на Диме Илиевски Мурато му беше постхумно дадена награда како прв македонец, кој што се искачи на Еверест. И постхумно тој ја доби таа награда. Мене таква награда ќе ми значи многу, затоа што финансиски јас сум нестабилна, мислам, фигурирам, не знам, како самовработена или како невработена или мислам се бавам со овие работи, но финансиски сум нестабилна. Јас голем дел од својот приход користам за искачување на планиниве кои што после тоа се промовираат како национален резултат. И знам дека тогаш се готвеше таа категоризација која што беше несоодветна за нашата држава. Беше позајмена од друга држава, каде што критериумите се многу повисоки и не беше соодветна за нас. И некако тука тоа се поклопи тој период, што но на многу неубав начин некако се случи тоа. Значи, мене ми се вуат од Охрид, јас сум тотален клошар, значи немам денар во джеб, треба да најдам пари да дојдам од Охрид до тука, ме вика да ми дадат награда и преку ноќ се случила смената на самата номинација која што гласеше првата македонка се искачи на Монт Еверест, во номинација член на експедиција која што си има искачува на Монт Еверест, за да му се намали вредноста, за да може да се даде наградата на некој друг. Од една страна разбирам, да, и буквално и затоа го правам целиот тој напор да ги подигнам планинарските спортови како спортови. Зошто се деградирани планинарските спортови? Затоа што луѓето не го чувствуваат моментот на надпревар. Немаме прво, второ и трето место. Има надпревар, затоа ќе разговараме понатаму. Постои надпревар. И тоа постојат големи ризици кои што не се земаат во предвид и така натаму. Тоа се уште е отворено прашање кое што ден денес не е завршено и јас се надевам дека конечно, пошто сега се некако наклонети тие работи, ќе можеме конечно да го завршиме и таа категоризација да истераме како што треба до крај. Се награди и го напише тоа. Да, тоа што се случи, значи беше на некој многу неубав начин. Јас се почувствував добро зашто воопшто ме викавте да доаѓам од Охрид, ако не планирате да ми давате награда. Јас не ви побарав награда. Вие ме викате, ме номинирате, ме носите тука, доаѓам до Скопје, се замарам, си го губам времето, за да ми каже за на крај
Некако беше тоа навредливо. Така што, да, јас во сватив тогаш сватив дека се работи за политичка игра, која што јас не одговорив. Бев повикана неколку пати да учествувам на манифестации и така натаму. Не би одговорила за никоја партија, без разлика која и да е. Спортистите и уметниците треба да се стојат настрана од политика. Нечесни работи бе тоа. Не е убава агенција за млади спорт да ми се обраќа во име на политичка партија за да поддржам некаква си кампања. Не е убава, тоа е со закон. Со закон е нечесна работа. Не би го поддржала тоа за никоја во животов, барем досега политички не сум се одредила, така да нема ни од сега натаму и мислам дека и спортот и политиката и спортот и уметноста што за мене се блиски се моите јаки страни. Немам ја што да барам таму. Но сватив тогаш дека тоа беше политичка игра и затоа морав да го напишам тоа. Тоа што беше ставено како PS во мојот пост стана наслов во најчесто во опозицијските канали. И предизвика голем интерес кај јавноста. Без оглед на сете те интересира тоа што се случува во Македонија на политичка сцена или постануваш имуна со оглед на тоа, нели, каков начин на живот си одбрала? Значи, видете, самото тоа што јас сум имала отворени врати во 50 земји на 5 континенти до сега, да живеам и да работам и да се надградувам, како што сум се надградувала, како што секоја нормална земја овозможува за еден човек, освен нашата. Значи, само овде заедницата те влече надоле. Кога сакаш да напреднеш, доаѓаш до тој, баш сега на еден мотивацијски викенд зборував за ова, доаѓаш до еден, јас го нареков плафон на просечноста и кога сакаш ти да излезеш и да го пробиеш тој плафон на просечноста, тој е толку дебел, а тоа комфорт зоната доле и тоа улеженото те тегнат надоле, не ти дозволува да напреднеш. Не ти простуваат овде успех. И тоа, да, се може да ти простат освен успехот. Но самото тоа што јас се враќам постојано овде, затоа што ја сакам оваа земја. Или не го одбра Охрид, иако не мораше, но одбра Охрид да биде твоето место на живење. Таму си во куќа која што сакаш да ја претвориш и да работи како хостел. Повторно е тоа комуникација со многу нови луѓе кои што би доаѓале таму и така натаму. Велиш таму волонтери доаѓаат и работат, што те прави уште посреќна, затоа што и тебе волонтеризмот не ти е стран и ти истото го правиш некаде на друго место, но повторно начинот на функционирање во Охрид те става во позицијата на, како што самата кажуваш, експерименталниот глучач што треба да скрши мраз или да отвори нови врати, кога зборуваме и за локални теми што го засегнуваат Охрид, како што се УНЕСКО, Галичица и така натаму. Колку тука се трошиш или демотивираш, можеби, од се што гледаш околу себе? Се потрошив и гледам дека тоа многу ме одвлекува од мојата мисија и дека не можам да бидам насекаде. Значи, ако сакам да ги завршам Seven Summits, морам да се концентрирам на Seven Summits. Ако сакам да го спашувам Охридската изора, треба да се посветам само на тоа, не можам да се. Да, многу ме троши, многу ме чуди тоа што, особено локалното население, не е запознаено со вредностите на езерото, со вредностите кои што ние можеме да се пофалиме во светот, дека имаме едно единствено богатство само тука што го има и нигде на друго место во светот. Деца во школа треба да учат, во основна школа треба да учат колку ендемски видови живеат во Охридско езеро, колку ендемски видови, колку загрозени видови на пеперутки имаме во Галичица и така натака. Наместо она што е сега големиот процент од масата во некои чудни естетики на кич и на турбофолк музика и на не знам, каде што младите не се гордеат дека од првите борци си за објектот на Лагадин на самата улица. Да, замислете и покрај тоа што мене директно јас не ми пречи. Значи јас директно не сум загрузена од тој објект. Но јас секој пат ќе бидам на страната на правдата. Значи ако се дозволи еден мафиоз да прекрши 12 закони во земјава и да изгради таму објект, тоа ќе биде еден лош пример, нели, што ќе му прогледаме низ очи, ај тој нека помине, пошто веќе завршил нелегално како што стигнал до таму. Ако му прогледаме низ очи, тоа ќе биде само еден лош пример за останати стотици такви примери кои што ќе се родат. Препораката да не измислувам се, јас не сум експерт за животна средина, но долго време сум веќе во ова и во туризмот, но и во
ги знам убаво податоците за Галичица како национален парк и езерото како УНЕСКО заштитено подрачје. Значи само да знаете, мислам дека голем број од гледачите не знаат дека Охрид место како Охрид на земјава има 35 само со двојна заштита на УНЕСКО за културно и за природно наследство. Значи ние наместо да го заштитиме тоа и да ја послушаме, значи јасно препораката на УНЕСКО под број 6 е мораториум за сите градежни проекти долж крајбрежјето. И пријатно, така е, да. Тоа е. Значи нема јас да измислам се топла вода или да кажувам што или намислела, дали било убаво, не било убаво, грдо било вакво. Мораториум. Значи ако почитуваме, ако има правда и ако има закон, да важи за сите. Јас сега и отворено ќе кажам на телевизија пред сите гледачи, јас бев првата што не знам која година беше 2015, можеби рушев тенда над стрешница на мојата гаража, на мој имот, затоа што му пречело на комшијата. Значи јас може да рушам тенда на стрешница сама да си ја срушам, затоа што јас ќе го почитувам законот и сакам сите да го почитуваат законот. Можеме да имаме прекрасна земја. Ако само искоредиме некои работи од овие што ги кажавме претходно, ако малку само повеќе работиме на таа солидарност, на разбирање на луѓето, да малку повеќе да се радуваме еден за друг, малку повеќе љубов да има наместо омраза и малку повеќе да има почит, не само према законот. Човек према човек, човек према природата, човек према животните. Ако го нема тоа, ниту луѓето... Тој синџир да постои така е. Јас се надам само дека нема да се откажеш затоа што... Не, јас верувам во љубов и дека борци околу верувам нас. Дека доброто ќе го победи злото, само мора да имам истомисленици, не можам сама во таа борба. Така е. На крајот сме, ќе завршиме така како што почнавме. Седмиот врв кој треба да се освои, постои опција на експедицијата да и се приклучиш веќе во ноември. Имаше можност во јануари, но јануари веќе заврши. Сега вака малце телевизија, малку Охрид, немаме време не, одма. немаме пари за јануари. Се шалам. Но ноември е можноста следна која што можеш да искористиш и тоа да го направиш. Дали ќе брзаш во намерата, тоа да го затвориш оваа година или можеби ќе се одмориш условно оваа година, па ќе оставиш за следната. Кога ќе го имаме комплетирано? Не, јас не би се одморила затоа што кога зборевме сега за планинарење и за надпревар, токму сега 10 години предност им дадов на жениве, сега почна да се ствара таа конкуренција во која што вистински уживам и сега почна да се води трка на Балканов која ќе биде првата жена. Значи сега не смеам да се откажам. Да им даваш. Затоа што сега сме многу блиску, веќе има едно девојче од Косово, има некои девојки од Грција кои што се обидуваат да ја завршат истата мисија. Иако јас доста пред нив сум почнала, но сега се води вистински трка и сега мора заеднички со ваша помош, со помош на гледачи, значи да се соберат средства и да се оди на експедиција најрано што може, а тоа е ноември, затоа што таму сезоната ни е многу кратка. Трае од ноември до јануар, тогаш е таму лето и наместо да имаме минус 80, имаме минус 40 степени. Така и тоа е на Антарктикот. Тоа е на Антарктикот, седмиот континент. Така, Илина, има многу работи кои не можеме да ги кажеме во 60 на минути. Добар дел од твојот живот е и активизмот кога станува збор за жените во спортот, за тоа што се адреналински спортови, екстремни спортови. Постои еден дел од твојата биографија кој што вели дека се бориш за активни жени во спортот во Иран, што нели вака малку може и чудно да звучи. Постои еден серијал кој што се вика Her Story, каде што третираш жени од различни земји кои што се занимаваат со адреналински и екстремни спортови, спакувани во заеднички некакви приказни и така натаму, но не може се во 60 минути, вака само на крај некои работи што сакав да ги потенцирам, а не стигнав да ги кажам барем во една реченица. Јас ти благодарам што повторно ми беше гостин, можевме да зборуваме уште 60 минути сигурно, но да бидеме на телевизиски културни во она колку што дозволува времето, концентрацијата и вниманието на гледачите. Ти посакувам многу успех, тука сме како куќа за се што треба и да помогнеме и да обелоденеме и објавиме и така натаму. Благодарам, Анита, и мене беше пријатно и да, ми треба една штоперица пред мене, зашто и јас знам да се расприкашам и да не знам да кажам. Епа на толку молчење по планините, кога ќе дојдеш во цивилизација, не можеш да се сопреш. Ти благодарам уште еднаш, ти посакувам успешна година и да се видиме повторно на крајот со завршена мисија. Вам, почитувани, ви благодариме за вниманието и се гледаме повторно за 7 дена. До тогаш останете со 1 ТВ.